Секоја година околу 243 милиони луѓе користат дроги и речиси 200.000 лица од нив годишно умираат. Употребата на дроги и трговијата со дроги не представува само здравствена закана, исто така и закана на глобалната стабилност и социоекономскиот развој во целиот свет. Оваа година, преку одбележувањето на Меѓународниот ден против злоупотребата на дроги и недозволената трговија, се нагласува улогата на локалните заедници како значаен фактор и носител на клучната улога во решавањето на предизвиците поврзани со дрогите, како и градење на мерки кои се фокусирани на превенција, третман и социјална рехабилитација и интеграција на корисниците на дроги. И покрај големите поставени предизвици, влијанието на дрогите во локалните средини може да се ублажи доколку се изгради балансиран и сеопфатен пристап во превенцијата од злоупотребите на дроги, преку вклученост на семејството, училиштето и заедниците, локалните самоуправи, верските заедници, институциите и организациите и друго, во градењето на системот, заштитни долгорочни мерки и стратегии во обезбедување на безбедна, здрава, одржлива средина за живот и развој на младите, адолесцентите и возрастните. Од друга страна, развивањето на опции за одржливо и успешно лекување на лицата кои користат дроги, а кои се прилагодени на локалните потреби и воведени во локалните здравствени системи и услуги, треба да представуваат заеднички пристап кон поефикасни мерки за борба против злоупотребите од дроги и нејзината трговија. За жал, во изминатиот период тоа во нашата локална средина не се случува. Од повеќегодишното постоење на Центарот за превенција и третман од злоупотреби на дроги, Метадонски центар во склоп на клиничката болница Тетово и Центарот за намалување на штети од употреби на дроги, работењето на Меѓуопштинскиот центар за социјални услуги Тетово, оделението за работа со малолетници и зависници од дроги, ниту една локална самоуправа, градоначалник или раководител на сектор од Горнополошкиот регион не сака или не може да го согледа реалниот проблем поврзан со дрогите во нивните локални средини. Според испитувањето на Институтот за јавно здравје во нашава земја има околу 10.300 до 10.900 лица кои проблематично употребуваат дроги, од кои неголемиот дел инјектираат дроги. Од нив на третман се околу 1.500 или 15%, што е многу низок степен на покриеност на популацијата. Според европски стандарди, државата има добра политика ако барем 60% од популацијата на корисници биде во контакт со некоја програма за лекување. Очигледно дека ние сме далеку од тој стандард, бидејќи дрогите се достапни на секој чекор и во локалните средини, потврдено од истражување на ЦРЈУЖ Тетово во 2011 година и полугодишни и годишни извештаи на СВР Тетово, пред и во секој училиште дека бројот на корисници на дроги секојдневно се зголемува. Во Центарот за намалување на штети од дроги Тетово заклучно со месец мај 2014 година евидентирани се 280 корисници, дека се поголем број на млади експериментираат со дрогите, се поголемата присутност на разни дроги во локалната средина, извештаи и соопштенија на СВР Тетово за запленета дрога. Време е локалните самоуправи и градоначалници активно да се вклучат во градењето на превентивни механизми и стратегии и да ги надминат сопствените суети и изнаоѓање на изговор дека тој проблем треба некој друг да им го реши. Со градењето на инклузивен и партиципативен пристап од страна на сите локални чинители, особено локалните самоуправи и градоначалници, сите треба да ја почувствуваат својата сопствена одговорност и улога во решавањето на проблемите поврзани со дрогите.